Во второто полугодие, учениците да бидат ослободени од носење заштитни маски во училишните клупи. За оваа обврска нека одлучуваат родителите. Вака апелира Сдруженијето Слобода и правда на денешниот моторизиран протестен караван по улиците во Струмица. Ова барање тие го доставили до основните и средни училишта и смета дека за носењето заштитни маски треба да одлучуваат училишните одбори и родителите. Нашиот став е децата секако да почнат со школа и да биде носењето на маските право на избор на родителите. Значи родителите да одлучуваат како децата ќе се однесуваат во училиштето, дали ќе бидат со маски или не. Ги повикуваме училиштата да не ја кријат својата одговорност зад Министерството за образование, затоа што во сите нивни изјави тоа се нагласува, и да ја кажат својата одговорност, конкретна одговорност во врска со примената на протоколите во средните и основните училишта во Струмица и во цела Македонија. Сдруженијето Слобода и правда речи си една година секоја недела организира протести. Смета дека вакцинацијата треба да биде право на избор. Паралелно со тоа, тие не се согласуваат со мерките за ограничување на невакцинираните лица. Ограничувањето на движењата на невакцинираните е нехумано, бидејќи не е научно докажано тоа. Бидејќи науката не стои за тие одлуки и јас не стојам за тие одлуки. И нормално дека ќе дадам поддршка на граѓаните да се борат за сопствените права и да функционираат нормално во овие тешки услови. Сите сме засегнати со вирусов, не сакаме да бидеме засегнати дополнително со вакви мерки кои што водат до тоталитаризам или тирани. Докторе, враѓате сепак од здравствената форма. Не да критикуваат? Нормално дека ќе ме критикуваат. Има луѓе кои што секој има свој став и јас ги поддржувам тие. Сум за критики, сум за дебата. Стојам на располагање за било кој има прашања да идеме јавно да разговараме и тоа е тоа. Како успевате насов да одолеете овие критики? Па за мене јас ги доживевам позитивно. Не е нешто као нормално е. Почитувам различно мислење. Без разлика, дури и да бидат лични, во рете. Сдруженијето најавија дека и во иднина ќе продолжат со протестите по струмичките улици, бидејќи според нив со мерките кои ги воведе државата кон невакцинираните се кршат основните човекови права.